Вкупно 704 болни, немокни лица во изолација или за 220 повеќе во однос на првиот изборен круг. Денеска го искористија своето право на глас и гласаа за избор на градоначалник во Кочани, Пробиштип, Македонска Каменица, Пехчево и Чешиново Облешево. Најмногу пријавени за гласање имаше во Пробиштип 288, следува Кочани со 241, Пехчево со 110 и Чешиново Облешево со 67. Гласањето се одвива во најдобар ред. Само уште 2 избирачки одбори го немат завршено своето гласање, додека останатите 44 избирачки одбори го заврши своето гласање. До овој момент што располагаме, значи вкупно 20 лица кои што беа пријавени за ковид изгласаа 18, 2 лица не сакаа да го осварат своето право. Во општина Чешиново Облешево од вкупно пријавени 62 лица за гласање во домашни услови поради болест или немоќ, а гласале своето право на глас го оствариле 60 лица. Додека ковид болни кои што се наоѓаат во изолација, правото на глас го остварија 5 лица. Дополнително, денеска во Штип гласаа и 90 лица од 27 општини кои се на издржување казна затвор. Избирачкото место е отворено на време. Од досега 90 гласачи, на гласање излегува 35, гласањето се одвива во ред. Сите останати своето право на глас ке може да го искористат утре. Се гласа во 5 општини на 148 избирачки места, а право на глас имаат 61.714 гласачи. Во општина Кочани се гласа на 63 избирачки места и вкупно имаме 30.972 гласачи. Се е подготвено за вториот изборен круг без никакви проблеми. Народниот правобранител подсетува дека утре на денот на одржувањето на вториот круг од локалните избори ќе функционира бесплатната телефонска линија 0800 54321, на која граѓаните ќе можат да пријават каква било повреда на избирачкото право. Отворени за граѓаните покрај главната канцеларија во Скопје ќе бидат и подрачните канцеларии на Народниот правобранител, од кои една е во Штип.